Може би тоа беше план од Господ. Не знам што се случи, но се влюбивме во Молдавија. Олена побегна од Украина со своите родители и керки првиот ден од војната, оставајќи зад себе речиси се што поседува за да се преселат во соседна Молдавија. Почнав да купувам едно по едно, лажица, чаша. Се обидов да се организирам кога моите деца ќе си дојдат да имаат дом. Олена вели дека одлучила да се пресели во Кишињев поради пријателските луѓе и заедничката култура. Иако романскиот е официјален јазик на Молдавија, многумина овде зборуваат руски, но и други јазици. Украинскиот јазик е насекаде раширен, бидејќи второто малцинство во Молдавија е украинско. Не е тешко да се почувствува украинската култура целосно на фестивали и концерти во срцето на главниот град на Молдавија. 170.000 украинци живееле во Молдавија пред војната, уште 100.000 украински бегалци сега се наоѓаат тука поради војната што беснее во соседството. Им потребно бути интегровани. Тие треба да се интегрираат, но се разбира нивното срце е во Украина. Сакаат да го слушнат својот мајчин јазик и да ја почувствуваат културата. Настаните како овој им помагаат да се чувствуваат како дома. Поборниците за украинската кауза, како Дмитро Лекарцев, ја поздравуваат владата на Молдавија за создавање поволни услови за украинските бегалци да станат дел од молдавиското општество, вклучувајќи пристап до работни места, домување и образование. Молдавците беа извонредни. Оваа мала земја има големо срце. Американскиот амбасадор Кент Локстон рече дека кога Русија ја нападна Украина, видел молдавци од целата земја како брза да им помогна на украинците со храна, превоз и со се што може да се помогне. Дури и денес 95% од тие 100.000 бегалци се претежно сместени во приватни домови. Тие се во станови кај некои семејства кои што ги прифатиле. Меѓународната заедница се обидува да ја помогне на Молдавија и да ги интегрира овие луѓе. Агенцијата на Обединетите нации за бегалци процени дека на Молдавија и се потребни $427 милиони оваа година за поддршка на украинската бегалска популација. Но УНХЦР и другите агенции за помош имаат добиено само половина од тоа од меѓународни донатори. Олена сега работи на 3 работни места за да го прехрани своето семејство. Незината главна работа е во британската невладина организација наречена Hope 4. Та им помага на молдавците да дистрибуираат помош и обезбедува советување за други украински бегалци. Чувствувам дека треба да ја помогнам на заедницата. Незините керки посетуваат училиште на руски јазик. Тања свири на тапани, Софија предпочита гитара, а обете учат да зборуваат романски. Так, мені дуже подобається. Луѓето се многу добри, многу ни помагаат. Забула свій проїзний. Дури и денес, кога ја заборавив картата за возење, непозната господја ми плати билет. Луѓето се навистина добри и ние сме благодарни. Олена на 2 пати беше назад во незиниот дом во Украина, за да ги земе со себе највредните работи на семејството. Не бев да земам пари или облека. Зедов само една торба со фотографии. Таа одлучи дека никогаш повеќе нема да се врати да живее таму. Не е важно каде живеете, најважно е што правите за вашата татковина. Со гордост велам дека сега имам 2 татковини, Украина и Молдавија, бидејќи моето срце е и со Украина и со Молдавија. Таа и незините керки пишуваат дневници за соништа, за да останат фокусирани на своите цели во нивниот нов дом. Споделуваат слики и белешки за местата што сака да ги видат и работи што сака да ги прават, додека го испишуваат ова нова поглавје во нивните животи.